Протести и денеска во главниот град против покачувањето на струјата. Излегуваат на улица камионските транспортери. Револтот зоврива. За впеток се најавуваат протести во цела Македонија. Борис Груевски го следи денешниот протест во Скопје. Борис, кога почнуваат протестите и кои се пораките од организаторите на протестот? Да, Бојана, токму така, за отприлика 30 на минути се очекува да започне протестот на камионските транспортери овде во центарот на Скопје, односно кај порта Македонија, каде уште еднаш ќе се крене гласот против поскапување на струјата за околу 8%, што според синдикалните представници тоа е директен удар за граѓаните. Во овој период од годината кога владее пандемија со COVID-19, сметките треба да се намалуваат, а не да се зголемуваат и да се следи примерот на сите земји во регионот па и пошироко. Во овие гости разговарам со Страшо Јованов, синдикалниот представник, кој ќе ни ги каже барањата што се очекува на денешниот протест. Страшо, добре дојдовте во вестите. Добро ве најдов и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Очекуваме дека заради прашањето кое што е животно, а се работи за цената на потребниот животен енерген, тоа е струјата, кој што директно влијае на сите останати производни процеси во индустријата и ги влијае на сите цени фактички во производниот процес, дека како што рековте, во ера на пандемија, дека треба да дојде до неизино намалување и барањето на синдикатите, независните синдикати, заедно со градежните ние го правиме овој протест, да се бараме да се биде намалена цената на струјата за 35% и бидејќи цената на некој начин на оваа висина стои само поради превработеноста во енергетските компании, која што доведува до неизино драстично поскапување. Доколку таа превработеност се намали, а тоа веќе во претходните изјави, предизборни изјави, партиите нели го најавуваат дека ќе дојде до намалување на овие, да ги кажам, превработеност и до намалување на овие буџетарите. Тоа беше за време на предизборниот период, меѓутоа сега кога е после избори некако гласот и не се слуша. Кога видоа дека народот некако лабаво се однесува кон ситуацијата и затоа тие веднаш побрза да најават дека ќе дојде до поскапување на струјата, а тоа само со една цел, за да се покријат изборните трошоци на владеачката структура. Така, верувате ли дека еве овие протести кои денеска ќе се одржат, оние кои се одржаа и овие што се во петок ќе најдат на позитивен резултат, бидејќи сепак станува збор за енергенско и како е неопходен за сите домаќинства и за сите граѓани? Јас сум убеден дека оваа акција што на почетокот на овој месец ја започнаа независните синдикати во содејство со Работничката партија МОРО и со Унијата на потрошувачите на Македонија, која што никој не ја спомнува, е фактички најмоćниот фактор и организатор на овој вид на протести, дека ако ништо повеќе ќе мора струјата да биде намалена барем за 30%, за да може луѓето во период од годината и во овој период на пандемија да го преживеат економскиот колапс што и предстои на Република Македонија и на сите граѓани. Така, бидејќи сите држави во регионот ги намалуваат цените. Сите граѓани сите држави ги намалија цените и покрај тоа што да речеме кај нив нема да речеме таква превработеност како што има во нашиве енергетски компании. Значи, кај нас само превработеноста да се реши ќе предизвика намалување најмалку од 15 до 20% и плюс некои организациони позитивности во фирмите енергетски, ако се направат, ќе дојде до 35% барано намалување на цената на струјата. Ви благодарам за двојното време, ќе го проследиме и протестот кој треба да започне за 20 на минути. Ќе се одјавам ја за сега.
Ние ви благодариме што ја афирмиравте оваа акција на независните синдикати, на Работничката партија и на Унијата на потрошувачите на Македонија. Ви благодарам уште еднаш. Бојана, ние остануваме овде во центарот на Скопје. Целосен извештај најавувам за следните информативни изданија, односно за вестите во 22. Ти благодарам, Борис, и тебе и на соговорникот за ова вклучување. Ти ги проследиш протестите до крај, те очекуваме со целосна слика. Ние одиме понатаму со останатите информации.